Годишниот план за вработување во јавните предпријатија се најде пред советниците на 62-та седница на Советот на општина Битола. Според советниците од опозицијата, постојниот закон содржи бројни нерегуларности во однос на вработувањата и е потребно истиот да биде изменет. Велат дека предвид најпрво треба да биде земен квалитетот на кадрите кои аплицираат за вработување, а потоа да се разгледува националната припадност. Да се разбериме, да не бидам извлечена надвор од контекст дека имам против вработувања рамноправно на било кого од било која национална припадност. Она што сакам да го нагласам е граѓанинот пред се и она што сакам да го нагласам е дека во секое вработување пред се треба да се гледа квалитетот, а потоа и оваа запазеност на националната припадност. Од владеачката коалиција велат дека јавните предпријатија, согласно Законот за јавна администрација, имаат обврска на транспарентен начин да го достават планот за вработување до Советот на општина Битола, кој е основач на истите. Со овој годишен план, сите јавни предпријатија се должни до нас, до основачот, да поднесат извештај за бројот на вработени, за најавени пензионирања, за зголемен обем на работа и тоа од каде потекнува потребата од нови вработувања. Овој план, ако го усвоиме ние како Совет, ќе оди во Министерството за информатичко општество и јавна администрација, Министерството треба да го одобри и на тој начин секој вработување преку јавен оглас ќе се реализира понатаму. Од опозицијата исто така се сомневаат дека се работи за вработување од партиски цели, а истите ќе бидат натовар на јавните предпријатија кои работат со загуба. Сметам дека ВМРО ДПМН, криејќи се зад законската обврска за доставување на планови за вработување во јавните предпријатија, преку новите вработувања ќе сака истите да ги злоупотреби за партиски цели, како во предизборието, така и за денот на изборите, за локалните избори кои што ни следуваат. И овој сомнеж го темелам на тоа што ни се случувало во минатото. Новите вработувања се согласно потребите на јавните предпријатија, а истите се однесуваат на досега непополнети места, но и поефикасна реализација на услугите, велат од ВМРО ДПМН. Токму ВМРО ДПМН е колега, заради сите овие обвинувања, кои што во минатото сме ги слушнале од оваа говорница и од говорницата на Собранието, заради партиски вработувања, заради нетранспарентност и така натаму, токму владата на ВМРО ДПМН во 2014 година го донесе овој закон за да биде еве вака јавно и транспарентно сето тоа објавено, за да имате прилика да ги држите вашите говори. Согласно потребите, а според доставените планови за вработување во 2017 година од јавните предпријатија, Комуналец, Водовод, Нискоградба и Пазари, како и Домот за стари лица Сјурајдер, предвидени се 71 ново вработување, а 24 заминувања или пензионирања од истите институции.